Ние за време на рекламите, убаво тука си правиме парфеми, убаво си мирисаме, убаво си се освеживме, верувам и вие. И секако дека во овој дел ќе бидеме повторно интересни со она кое што ќе го споделиме со вас. Дали ни подготвивме, успеавме за ова да подготвиме нешто? Да, нели додадавме амбер акорд и додаваме ванилин за да го облажиме парфемот. Тоа сакате, до сега беше доста цветен. И пудрес, сега ќе пробаме да видиме што ќе се случи ако додаеме амбер и ванила. Да, да си правиме експерименти и сите заедно правиме. Многу го кажа Стефан, секој различно го мирисот го доживува. Тебе ти личи, чувствуваш не една работа, јас друга. Да. Ама меѓутоа видно го изменивме сега од она кое што да речеме имавме на почетокот тој традиционален, тој нели култен кој што постави нов стандард. Да. Грожман акорд. Да. И сега добивме на вистина многу поразлично нешто. Врз него градиме, да, може да го искористиме тој грожман акорд. Тој зашто бил познат бидејќи тој бил пудрест, но и многу добро се ширел во воздухот. И сега ние можеме грожман акордот да го искористиме за мирисот да ни се шири и да го задржиме тој пудрест дел, но да додаеме блажина. И сега тоа се обидуваме да го направиме со ванила и со амберот. Да. И што може да додаеме друго уште тука нешто благо? Може да додаеме цимет, имам касија барк. Ако додадеш нешто на кокос, што има мирис, што мислиш? Може, тоа ќе му помогне да биде благ и пудрест има. Само да видам дали го имам тука извадено материјал. Имам и мед, може и мед да му се додае. Да биде меден. Да биде меден. Ке експеримент, ние можеме уште една емисија само за правење парфеми верче. Така. Тина, какви се твоите планови во музиката? Дали еве за оваа година 2025 навистина беше успешна за тебе, и убаво е започнуваш да речеме и 2026 со убави настапи, со своја песна, видеозапис. Какви се твоите очекувања за оваа година, што би сакала да постигнеш? Па, првично, премногу ми е драго што публиката го свати тоа што го работам јас и што го прифана преубаво. Посебно ми е драго поради македонската публика, затоа што сепак јас сум од Македонија и посебно ми значи таа поддршка од тука. Плановите за оваа година се што повеќе авторски песни, да изградам нешто со кое што ќе оставам свој белег на некој начин, така да фокусот е тој. Во иднина се надевам дека ќе живееш и понатаму во Германија? Да, секако моментално бар сега за сега останувам во Германија, но често си доаѓам тука така да го посетам вас. Одиш си во Струмица? Секако. Поздрав до моите струмичани. Така да тоа е сега фокусот. Во иднина планираме и некој бенд со кој што ќе настапувам, така да се надеваме на најдоброто, може и некој концертче ќе направиме тука во Македонија. Чекор по чекор се ќе си биде. Со кого би сакала да ја направиш можеби и некоја музичка соработка, дали и со кај нас од нашата естрада, можеби секако бидејќи си надвор, имаш достапни ти се можеби и некои други изведувачи кои што ние не ги знаеме тука од Македонија во Германија. Па да кажеме од нашите би ми било премногу драго доколку направиме некоја соработка дали со Калјопи или Тамара Тодеска. Истото го помислив одма дека ќе направиш. Па јас од нив учев и може на некој начин за нив сум уште на почеток, но сметам дека со тек на време, сметам дека со тек на време можам да се развием во тоа што сакам и би било интересно да направиме нешто заедно. А машки вокал? Па машки вокал вчера реков дека би било интересно да оствариме соработка со два Бона. Затоа што би било нешто кое што е поразлично и мојот карактер и мојот стил на пеење и самата таа енергија, мислам дека би било некој лудачки дует. Да, интересно е, навистина и кога станува збор за музиката, овие денови навистина и се експериментира во тој дел, се спојува, да речеме, различни жанрови каде што на крај навистина излегуваат убави дела. Љубица, постои ли нешто што од диастазата на стомачни мускули, состојба која што не може да се излечи? Па најчесто тоа е
да речеме многу ретка состојба. Но фактори кои што може да влијаат за потешко низино, да речам, затварање е зголемената телесна тежина, гестацијскиот диабет кој што се јавува во текот на бременоста, како и дали тоа ќе биде близначка бременост или тројка. Така. И тука малце имаме потешка рехабилитација, но сепак, доколку биде навремена, секако е успешна. Но сепак има некои диастази кои што не можеме целосно да се затворат, па тогаш тука настапува и хирургијата. Значи сепак и веќе се најде решение, не дека ќе нема. Точно. Ако не може вака да речеме со некој од третманите, тука настапува хирургијата или ќе решиме барем 50%, па добро 50, а инч. Така. Добре. Сега што добивме, Стефан? Еве. Некоја интересна комбинација, ама ние цела емисија експериментираме до крај, кој зашто ќе направиме. Веќе се ближиме на крајот, мислам дека додав неколку овошки, додав цитрус и може да дадеме алкохол сега на крај за да тоа се добие нели крајниот продукт. Да се шири. Да, интересно да. Ако се допаѓа на сите, може, а веќе таму имаме и готов еден припремен за вас, што го припремен, тоа е поцветен и по ова така многу пролетен. мисли на изгледа, ова шишенце Ретро. така. Ретро. Да. Супер. Добро. Готова, значи. Тоа е тоа. Па при крај, сега се размислувам што може да му додадеме, можеме да дадеме, малце имам и хексилсинамик алдехид, што сигурно немате појма што е. Тоа е алдехид. Тоа е исто цимет извадена молекула која циметот убаво мирис. Која помага цветно и циметно и го заблажува и има малце оштар таков топ ноут ефект. Сега ми да го догледам. Дома работам со 300 материјали, тука имам донесено околу 20-30. Така. Многу е поразлично кога работиш со 300. Така, меѓутоа доволно сега се и тука доволно. Има ли материјали од Македонија, Стефан? Да, интересно прашање е дека имаме материјал кој произлегува од Македонија и од поранешна Југославија, тоа е окмосот. Порано бил многу популарен, сега не знам кај еве го. Тоа е многу густ и зелен материјал. Рековме тоа е од мов. Да. Порано бил многу користен за трајност во машки парфеми и дава таква една као земјен мирис. Меѓутоа баниран. И е забранет. Да, баниран е во последно време, бидејќи откриле дека некои молекули во мовта знаат да предизвикуваат алергии на кожата. Не кај сите, но кај 2 до 3% од луѓето знае да предизвикува алергија и затоа е доволно да се банира таа супстанца. Не е секаде банирана, мислам дека во Америка можеби не е или во некои одредени афрички држави не е, но повеќето е банирана. Јас тука го земав тој материјал бидејќи ми беше многу интересно дека произлегува од нашата држава. Така. Тој произлегува од нашата држава, ама се преработува во Франција. Значи, од тука се земаат материјалите, таму се преработува. Ние немаме фабрика или фирма. Каде е центарот на парфимите? Да. Во Франција или е центарот на парфимите? Да, во Франција и во арапските земји, исто многу порано. Тоа сега сакам да кажам, бидејќи истокот е доста, да речеме, сите тие земји имаат некоја традиција на тие произведување на парфеми, есенција, особено и Египет и Клеопатра, сите оно кои што го правеле. Парфемот произлегол од Египет баш, не, а после во Франција во Европа се шири преку Франција. Има многу семејства и ден денес кои што во Египет традиционално ги произведуваат тие парфеми, сите тие материјали кои што ти ги треба да ги имаш за да создадеш еден парфем. Во Египет во тоа време, во поранешно време, многу повеќе се правеле парфеми со состојки како мир и различни смоли како што зборевме на темјан, олибанум, франкинсенс. И лотус, цвеќето лотус. Да, лотус не толку бидејќи лотус е една од оние што зборевме ноти кој нема мирис. Да. Тоа е не постои мирисот на лотус и тоа е уствари фантаси нот, измислена нота, но се користеле многу ружи во тоа време, овие нели смоли и што друго имаше во тоа време. Сега не ми текна на памет. Сигурно маскови, некои такви од животни вадени работи. Мислам дека
време да му даем алкохол и ако сака некој да пробува. Може. Му ставиш алкохол и ние би можеле да ставиш алкохол и да го помирисаме, па да ги погледнеме фотографиите. А за тоа време, еве, Тина, доколку би имала можност нешто да промениш, дали би променила некоја своја одлука? Па мислам дека не. Јас премногу верувам во Бога и во тоа нешто чудно над нас, да кажем на некој начин, така што не би да променам ништо, затоа што сметам дека се што е мое ќе си дојде и јас кога и да сум била било каде, секогаш викам Господ е над мене. Така. Се што треба да се случи ќе се случи, оставам во негови раце, мое да се трудам, се што е мое ќе си дојде. Така, да, убава мисла. Добро. Тогаш да ги замалам од режија со оглед на времето, за да можеме и успееме да ги погледнеме сите фотографии, и да започнеме со Тина, да ги погледнеме и со еден збор да прокоментираме. Ова е Тина кога беше мала. Да, овде сум со татко ми на еден фестивал на кој што се представив јас и ето ми е така една посебна фотографија затоа што татко ми е преголема поддршка, како и цела моја фамилија, така да ето затоа ја одбрав оваа фотографија. Одлично, супер. Понатаму. Ова е. Да, овде сум на еден интернационален фестивал во Португалија, каде што ја представував Македонија и беше едно интересно искуство затоа што сите дојдоа со мали знамиња, а јас сум најголемото од Македонија, така да беше интересно и беше едно прекрасно искуство затоа што секогаш кога ја репрезентирам Македонија имам некое интересно, така убаво патриотско чувство да кажам на некој начин. Така, да. Тука сум на Славјански базар, едно од моите поубави искуства во животот, затоа што тоа беше првиот натпревар со кој што се соочив, така, да кажам, бев представена како звезда, затоа што ја представував Македонија и тоа е натпревар кој што е, да кажам, како Евровизија, ново југославенски простори, да кажеме. Така да, тука се здоби со второто место и ми беше една огромна чест и задоволство, затоа што на тој натпревар пред мене добили награда само Тоше Проевски и Богдан Мојсовски. Ете, одлично, супер. Тука сум со брат ми и мајка ми, таа ми е една од омилените фотографии, така домашни да кажам, сосема спонтано во Струмица и ето. Да, убаво. Тука сме веќе на снимањето на новата песна, на снимањето на спотот Своја. Тој е каверот кој што стои. Да, тоа е каверот кој што стои на самата песна и има исто така еден интересен белег затоа што таа песна беше само по себе своја и се што се случи околу самиот видеозапис беше исто свој. Убаво. Тука сум веќе на Златна буламара, исто така. Сите беа одушевени кога се појави со таа изведба на Маја Џаклиевска, која што навистина не е лесно да се Маја Џаклиевска. Да, беше голем залак и за мене реално, но испадна на крај се како што треба и ми беше едно исто интересно искуство. Навистина уживавме што те слушавме и на пробите, а и вака уживо. Ми беше навистина чест. Тука сум со брат ми на еден концерт, често знаеме фамилијарно да одиме на некој концерт и да се забавуваме, така да најчесто со брат ми ете една слика од таму. И тоа е во Германија, сите се таму? Тука сум на Струмица Open Fest, тоа е во 2015. Во родна Струмица. Не се лажам, да. Секогаш ми беше интересно кога и да застанам пред моите струмичани, така ете таа слика има некој special meaning за мене. Да. Па ќе застанеш и сега и понатаму. Дај Боже. Тука сум на Арт фестивал Дојрана, тоа беше мојот прв фестивал надвор од Струмица. Тоа беше еден интересен фестивал на кој што беше во Дојран и јас се представив со Не ме допира од Александра Јанева, која што мене ми беше идол и со самото тоа што ми беше тоа прв челендж да излезам од Струмица и да се представам во друг град, исто така има големо значење. Убав предизвик.
Тука сум веќе на сцената на The Voice, тоа беше, тоа е ексклузивна слика, што имам само јас. Тука сум веќе на сцената на The Voice, таа беше првата проба, уствари прв пат застанав на таа сцена и реков ајде да го запамтам овој момент, да го заокружам со една фотографија, затоа што беше навистина еден момент кој што долго беше очекуван од моја страна и ми беше чест и задоволство што бев на The Voice првенствено и што имав можност да застанам на оваа сцена. Така. Добро, супер. Ти благодарам што ги сподели сите овие фотографии и ги прокоментиравме и за нашите гледачи да погледнат малку и нешто од твојата приватност. Одиме понатаму, ајде ред доследно да одиме да видиме фотографиите од Стефан, што тој ќе сподели со нас. Ова Девис Куп минатово лето, кај што направивме историја. После 15 години влеговме пак во втората група, се качивме од трета во втора. Кај сме јас и Калин Ивановски. Малку се пишуваше, ако ме прашуваш. Мене требаше малце поише да се пишува, да се зборува. Не знам, мене тоа не ме интересира толку, мене беше... Изборот ми е дека за такви успеси како што е Витина и без разлика, навистина треба да ги споделуваме за да се мотивираат и младите да споделуваме и убави работи. Затоа што за тага никогаш не е доцна. Тоа тука со тимот, целиот тим сме Горан Шевченко е капитенот, Амар Хусиновиќ, Кристијан Јанев, тоа се играчи млади јуниори кои повремено Кристијан секој ден го тренираме заедно, а Амар повремено имаме тренинзи заедно. Ова е во Југ беше одржан Девис Купот и имаше публика, но не како порано кога игра Русевски и Магдинчев, иако ти има многу поголеми резултати од нас. Мислам дека убаво е за спортот да доаѓаат луѓе да гледаат, да навиваат и нас ни предизвикува поголемо чувство на, како кажам, на гордост и на тоа да се бориме појако за државата. Многу убави моменти. Исто со тоа што се победивме и отидовме во група 2 оваа година, на почетокот на годинава во февруари. Игравме во група 2 против Кипар. За жал не бевме успешни, но не бевме ни целиот состав најсилен што можевме да бидеме. Калин нешто не беше добро здравствено, беше повреден и не знам што беше точно, зашто не можеше да дојде. И игравме јас, Амар Хусиновиќ, Кристијан Јанев и Марче Алексовски дојде како најмал член. Тој беше 15 години, тој е, мислам, и еден од најмладите играчи кои биле во Девис Куп тим. За жал, како што кажав, не бевме успешни против Кипар, но се обидовме, дадовме максимум и сега пак можеби оваа година паднавме во група 3. Се бориме да се игра пак кај нас, да бидеме организатори во Југ. Ако биде така, би требало да се одржи во јуни, така да кој љубител на тенис може да дојде да најава да помогне. А ова веќе е за моите парфеми и мојот бренд Сентов, кој пробувам веќе една година да го креирам и да го, како да кажам, да го споделам со луѓето, да го дознаат луѓето. Со парфеми почнав да се бавам пред 3 години. 2 години учев и експериментирав, значи со материјалите, бидев на курсеви, разговарав, патував на темата за парфеми. Се едуцираше? Да, и пред една година почнав веќе така по-сериозно, бидејќи сватив дека можам да го правам добро и за луѓе, дека покажа интерес пријатели мои и многу така луѓе што не ни биле мои пријатели, него се нашле во околина кога сум презентирал на некој мој пријател и многу интересно, знаеш, и така ми дои мене идејата за да никој не го прави во Македонија, никој не го прави. Дури ни во Србија, во Србија само има една продавница која се вика Сава, парфемерија Сава, која е стара 70 години и нема ни една друга. Во Грција нешто исто ми спомна дека има. Во Солуни бев да истражам, меѓутоа не е така, него тие се веќе готово направени парфеми и ги продаваат на точење. И само ги на точење, да. А тоа е сосема различно. Тоа е сосема различно, ова е веќе, како да кажам, уникатни наши парфеми правиме. Да, тие веќе измиксани ги продаваат на точење, нели? А вие создавате? Да, тие, значи, на нив целта име да имаат бев, како и дознав дека се уствари такви на точење. Отидов им кажав,
имате ли некои ваши парфеми да ми понудите, да ми кажете да сакам да направам некој за мене уникатен? А не имаме, ние имаме од Том Форд, тој имаме од Ив Сент Лорен, тој копии. Мене копии толку не ми интересираат, мене повеќе ми интересира нивни креации, кои материјали ги користат, дали користат вистински уз, дали користат вистински маск. Има иако се некои забранети, има некои такви артисенал парфумери се вика, овие што се на моје ниво, јас сум моментално, најсериозно така се вика, имаш ниш бренд. Што е ниш, дали знаете, ниш бренд парфем е голем бренд кој се бави само со правење парфеми. Dior, например, и Yves Saint Laurent не се ниш брендови, тие се дизајнер брендови, бидејќи тие прават и облека, прават и многу други ствари. А ниш брендови се само фокусирани на парфеми, а Artisanal е исто фокусирано само на парфеми, меѓутоа на многу помал скейл, како да го кажам. На помала скала, на по-друго ниво. Еден или двајца луѓе и си имаат своја фирма и прават Artisanal парфеми. Интересно. Да ви кажам, Така па не убаво не едуцираш одека кога станува збор за парфемите и за тоа си ни денеска тука на некој начин малку повеќе да знаеме, да го споделиме. Јас сакам да споделам, некам да имам, например, тоа ми беше исто малце предизвик кога почнав да се бавам со парфеми. Многу е gate kept, многу тајни се чуваат во парфемерство, многу се нормално, нели, бидејќи парфемите се многу скапи и многу формули се тајни, бидејќи ако откриеш формулата ќе направиш добра копија и ти можеш копијата да ја продаваш ако оригиналот 300 евра и има зашто вреди 300 евра. Ти ја дознаеш формулата и можеш конкуренција за 200 евра, за 150 евра, си правиш чар кој ти ништо не си вложил. Добре, додиме и со фотографиите од Љубицата, погледнеме што ќе сподели. Љубица, ова е твоето семејство? Да, ова е семејна фотографија, новогодишна, ова е моето синче и супругот. Ова е од последната едукација во Белград за диастаза. Значи веќе со добен сертификат. И тука треба постојано да сте активни, да се надоградувате, затоа што точно. Така, методите секој пат има дополнително. Ова е исто семејна фотографија од првиот роден ден на моето детенце, со мајка ми, татко ми, брат ми. Ова е дел од едукацијата во Белград. Ова сум јас, со мојот едукатор. Овдека пробуваме начини на кои што се решава диастазата. Да знаете и вие така. Точно. Да видиме како всушност функционира тоа, да се проба првично на нас. Да. Па убаво е тој уствари таа метода. Ова се моите другарки. Тие ми се како семејство исто. Секогаш ми даваат поддршка во било што и да правам. Ова е свадба на другарка и сите заедно. Да, многу убава фотографија. Така, убаво. Љубица, има ли, да речеме, нешто во животот кога би се навратиле, некоја одлука која сте ја донеле, а да речеме од оваа перспектива не би ја направиле? Дали може би одбрале друга професија? Не. Дефинитивно. Секогаш сте сакале да се занимавате со... Да, јас сакав медицината, да, и чувствувам дека сум на право место, во право време, да. Сега, Стефан, кога станува збор за тебе, навистина ти си правиш трансформации и си ставаш некои нови предизвици, па може да се поврзаш и со музиката, некој пат сакаш да бидеш и диџеј, освен што си во спортот. Па дополнително да речеме надвор од парфумите, имаш ли некој нов предизвик кој што би сакал да го направиш? Не, моментално сум презафатен, веќе и диџејството, значи диџејството ми беше пред парфемите, се бавев со диџејство пред 4-5 години поактивно. Да. И како да кажам, јас со спортот, кога бев фокусиран само на спорт, бидејќи школото малце го забаталив, многу е тешко да се тера и школо и тенис, и професионален тенис, професионален спорт. Иако некои луѓе успеваат да го балансираат, јас не успевав толку добро, бидејќи треба многу силна дисциплина, многу, како да кажам, не знам, и потребно е да се кога се вложуваш во спортот професионално, потребно е да се одмори и рекавари, а ако јас тоа време го користам за учење и за некои такви работи, тогаш не е рекавари. Нема рекавари, нема одмор и многу стрес, па настануваат повреди и такви работи.
Меѓутоа, веќе кога почнав малце да намалувам со тенисот, веќе беше, кажам, на еден начин касно за школа, иако јас бев во Америка на факултет, на коледж добив стипендија, но одлучив да се вратам. И веќе на моите 23-4 години сватив дека со тенисов многу е тешко, многу скап спорт, многу треба да се улага. Ако нема доволно спонзори, многу и тешко се издржува и тренинг, и патување и све тоа. И сватив дека треба да го посветам моето време на нешто друго и тоа беше прво музиката, со диџејство, бидејќи многу сакам хаус музика и афро и такви работи, техно, многу сум искачал по клубови порано кога сум имал време. После тоа беше веќе ми се намали некако желбата за музика и ми произлезе ова со парфемите. Парфемите секогаш биле таму, секогаш сум ги користел, но никогаш не е било во мозокот да и како се крира, како се прави. Почна да ми доаѓаат тие идеи од кога почнав многу пари да трошам на парфеми и многу скапо да плаќам, а не траат како што сакам или знаеш, почна да ме чека. Или не мирисат онака како што да речеме ти сакаш. Секој парфем што си го купил да речеме мириса, ама па нешто мислиш дека му фали, за да биде онака како што ти сакаш да кажем. Па многу комбинации може да се направат, каже Стефан, ова е само мал дел. Безброј комбинации има, значи јас користам 350 материјали кои се во споредба со големите фабрики и големите фирми се, значи 5-10%, они имаат по 3000, по 4, по 5000 различни материјали и што е многу битно сега. Јас зашто работам со 350? Можам да купам повеќе, можам да купам 1000, меѓутоа џабе ќе купам ако не знам кој како да функционира. Значи секој материјал, иако мириса на еден начин, има различна функција во парфемот. Некој дава трајност, некој дава облина, некој дава, како да кажам, во средниот дел, значи имаш нели во парфемот нели има топ, мидл и бейс. Да, тоа сега сакам да кажам. Може ми се свиѓа топ нотот и сега за во мидл, за во срцевината на парфемот ми треба материјал кој работи во срцевината. Значи имаш во топ ноутсот, може ја да ви давам на пример парфем да ви направам од бейс ноутс и да ви давам топ ноутс и ние ќе ставаме бейс ноутс, ќе мириса благо и да ставам топ ноутс кои везе немаат со благо, да се оштри, да се кисели секакви. Парфемот нема да биде уопште благ, него ќе биде топ ноутс, арно, ама после половин час ќе се смени и ќе дојде тоа благото. Так. И затоа е многу важно тие материјали да знаат да се научат и да се знае во кој временски период од парфемот работат. Така, е тоа што го спомна, во кој временски период парфемот работи од тоа што го, кога работи базата, кога работи средината, а кога работат тие топ ноутс. Топ ноутс, така. Топ ноутсот најчесто траат од 30 минути до 5 минути, секој различно. Најчесто тие се цитрусни ноти, зачинести ноти и некои зеленкасти ноти. Срцевини ноти се најчесто цветните, значи како јасмин, како ајрис што зборевме. Тие ги чувствуваме после 30 минути? Да, тие се после 30 минути во комбинација со има некои базни ноти кои знаат да се истуркаат, да се изборат во средината, да. Тие се И после да речеме тој час доаѓаме до базата? Значи срцевината и базата се појавуваат, значи срцевината се појавува после 30 минути. Таа стои околу 1 час, 2 и базата после тоа 2-3 часа се појавува база. Се зависи нормално во која концентрација е парфемот. Ова е некоја груба ориентација да речеме, јасно. Добро. Тука ќе мора да ви се заблагодарам што ни бевте гости во денешното издание на Здраво Македонија. Да ви посакам успех во сето она кое што го работите, да се гледаме секако за убави работи и да ги споделуваме секако вашите креации, сето она кое што го правите. Верам дека уживавте во сето она кое што ете нашите гости имаа што да го кажат.